Добро вечер и добродојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска. Шефот на шведската дипломатија Карл Билд за Гласот на Америка говори за дводневниот самит меѓу САД и Европската унија во Вашингтон, но најпрви најновите вести. Обединетите нации од безбедносни причини привремено ќе преместат 600 работници или половина од својот меѓународен персонал во Авганистан по минатонеделниот напад на Талебан, во кој загинаа 5 работници на светската организација. Шефот на мисијата во Авганистан, Кај Ейде, рече дека не се работи за повлекување од Авганистан, туку само за грижа и за безбедноста на персоналот, како и за продолжување на операциите. Ирачката влада реши да склучи договор со конзорциум на чело со нафтената компанија Ексон за развој на вредното нафтено поле Вест Курна. Конзорциумот, во кој Royal Dutch Shell доби 20 годишен договор за полето, чиј потенцијал се проценува на околу 8,5 милиарди барели нерафинирана нафта. За полето конкурираше и друг конзорциум на чело со рускиот Лукойл. Американскиот сенат ја усвои мерката за продолжување на бенефициите за милиони невработени американци и програмата за даночни отстапки за лицата кои за прв пат купуваат стан или куќа. Се очекува мерката да мине на наредното гласање во Претставничкиот дом, пошто би следел подписот на претседателот Барак Обама. На крај за финалето на најамериканскиот спорт, попознато и како светска серија. Њујорк Јенкис се повторно шампиони на Националната бейсбол лига. Синоќа ги победија Филаделфија Филис со 7-3, со што конечниот резултат во финалните надпревари е 4-2. Јенкис сега се рекордери во добиени шампионати, вкупно 27. Карл Билд, министер за надворешни работи на Шведска, актуелен преседавач со Европската унија, за Гласот на Америка говори за содржината на дводневниот самит меѓу САД и Европската унија, што неделава се одржува во Вашингтон. Извештај на Јане Боаџиевски. Шведскиот дипломат го најдовме во дворот на Вашингтонскиот универзитет Џонс Хопкинс, каде се одржуваат еднонеделни манифестации по повод 20 годишнината од падот на Берлинскиот зид. Карл Билд оценува дека средбата била богата со теми. Било решено да се формира заеднички совет за енергетска безбедност, во кој ќе учествуваат министрите за енергија и надворешни работи. На дневен ред биле и климатските промени, Авганистан, Пакистан, Блискиот исток, финансиски и трговски прашања. Дали се поклопуваат ставовите од двете страни на Атлантикот за клучни глобални прашања? Билд има ваков став. Different issues. I mean, you see that on trade there could be sort of more of a nuance now than there was in the past. Различно, за различни прашања. За трговијата има различни нијанси за разлика од порано. За Авганистан во голема мера сме на иста линија. За Блискиот исток даваме поддршка со надеж дека ќе дојде до зголемен притисок за решение. За климатските промени очигледно постојат известни разлики. Со Белата куќа потполно сме согласни како да се реши прашањето со Иран, иако во американската политичка средина има различни гледишта за прашањето. Во време кога американскиот претседател Барак Обама врши преглед на стратегијата во Авганистан и размислува за барањето на главниот американски командант во земјата, генералот Стенли Мекристал, за дополнителни засилувања, Билд смета дека европејците се потрпеливи од американците кога станува збор за состојбата во Авганистан. You can see that on quite a number of other missions in the world. I mean, we talked about the Balkans. Тоа се гледа и од голем број други мисии во светот, како на Балканот, на пример. Европејците на известен начин имаат поинаков поглед на историјата. Понекога сметаме дека историјата се движи побавно и не веруваме во брзи решенија. Кога сме вклучени во мисија на практично изградба на едно општество, тогаш дефинитивно треба да останеме таму известно време. Знаеме дека за 1 или 2 години може да се заврши малку, но за 5 или 10 многу, заклучи шведскиот дипломат. На средбите во Вашингтон и од страна на претседателот Обама и од представниците на Европската унија беше изразена меѓусебна согласност дека ќе биде постигнат договор за намалување на емисијата на издувни гасови во атмосферата до самитот во Копенхаген. При тоа беше нагласено дека е потребна меѓусебна поддршка за климатските промени како главно прашање на денешницата. Јане Бојаџиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Речиси 3 децении Берлинскиот зид беше символ на студената војна. На 9 ноември се одбележуваат 20 години од неговиот пат, а со тој падот на комунистичкиот режим во источна Германија. Во продолжение осврт на случувањата што претходеа на овој настан. Брандербуршката порта е едно од најпознатите обележја на Берлин.
Некогаш значеше влез во главниот град на Пруското кралство. До доцните 1900 години тоа беше дел од бариера што го делеше градот. По Втората светска војна почна да се формира нов конфликт. Студената војна ги спротистави Исток и Запад и никаде тоа не беше повидливо отколку во Берлин. На овој мост на периферијата на градот двете страни понекогаш се среќаваа да разменат шпиони. Хајо Келинг се сеќава на тие денови. Тој вели дека тајните агенти биле испраќани од еден контролен пункт на друг пред очи на сите. Но од 1961 година мостот за обичните граѓани не постоел. Но зидот постоел со децении. Изграден во август 1961 од комунистичката влада на Источна Германија, овој зид го издвоил Западен Берлин од остатокот на Источна Германија. Наедно представувал највидлив дел од големата железна завеса, делбената линија меѓу Запад и Советскиот блок. Но со време работите почнале да се менуваат. Комунистичкиот систем почнал да попушта. Советски лидер станал реформаторот Михаил Горбачев. Политичкиот аналитичар Јохен Штат од Берлинскиот слободен универзитет вели: Со Горбачев на власт, луѓето почнаа јавно да зборуваат за обединување на Германија. Mr. Gorbachev, tear down this wall. На промените се надоврза и овој потег на председателот Реган. Но иако притисокот од Запад имаше улога, клучот беше Горбачев, вели политичкиот аналитичар Майкл Кокс од Лондонската школа за економија. Со одлуката на Москва да не се употреби сила спрема мирните протести што се ширеа, целата куќа од карти почна да паѓа. Во 1989 со зидот падна и комунистичка Германија, а тоа го одбележа почетокот на крајот на студената војна. Утре во Newsflash, Facebook, MySpace, Twitter и продуктивноста на работа. Тоа е се за денеска. Ова беше Гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Велковска. За сите најнови содржини ве покануваме да ја погледнете нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.